Викендов возилата на дел од функционерите на ВМРО ДПМНЕ на удар на насилници и хулигани. Пратеничката и портпаролка на ВМРО ДПМНЕ Марија Митева утро во својот автомобил го затекнала демолиран и искршен. Сликите од демолираното возило таа ги објави на својот Facebook профил со порака за сторителите. Очигледно се во паника и исплашени, па тргнаа да не заплашуваат и нас. Ако некој мисли дека пораката е примена, можам само да ви порачам дека ваквите методи кои се одлика на страв предизвикуваат поголема храброст и кај мене и кај ВМРО ДПМНЕ. Сега сме 100% уверени дека сме погодиле точно во сршта, а да знаете, одговорност ке има, напиша таа. Во Прилеп пак непознато лице, најверојатно со метален остар предмет, викендов го оштетило приватниот автомобил и на председателот на Советот на општина Прилеп, Дејан Продановски, кој е и председател на локалниот огранок на ВМРО ДПМНЕ. Според неговата објава на личниот Facebook профил, автомобилот бил паркиран на јавна површина и тој во овој, како што го нарече, нихилистички чин, препознава атак врз неговата лична безбедност поради неговиот политички активизам со двете функции кои ги извршува. Хулиганството, бруталноста и насилството само резултира со омраза и недоверба на граѓаните кон полицијата, која треба да го штити и да го чува мирот, и се потврдува тезата за неспособноста на безбедносните структури во Прилеп, напиша Дејан Продановски на својот Facebook статус. Сличен ваков инцидент во Прилеп имаше и во месец март, кога беше оштетен приватниот автомобил на екс-градоначалникот на Прилеп, Маријан Ристевски, паркиран пред неговата семејна куќа. Извршителот беше снимен од безбедносните камери. Снимките беа предадени во полиција, но и по 4 месеци од тогаш тој не е пронајден, иако Ристевски имаше дури и напишано: "Новопечен комшија, дојди да се договориме ако не." Токму заради ваквата неажурност на полицијата, на последната одржана седница на Советот на општина Прилеп, на почетокот од месецов, прилепските советници не дадоа зелено светло за 6-месечниот и годишниот извештај за 2022 година, а поднесен од полициската станица од општа надлежност во Прилеп. Дека во тоа прво полугодие од 2022 година имаше сериозни нареди. Нарушување на безбедноста во сообраќајот, нарушување на јавниот ред и мир, одреден број, знаете добро, на запалени возила, и тоа на високи функционери и во парламентот и локални функционери, менаџери на јавни предпријатија и останати општествени чинители. Имаше голем број на масовни тепачки, на тоа следеше и таа акција која што ја презеде Министерство за внатрешни работи, односно привремена управа овде во полициската станица и носење на специјални единици кои што треба имаја за задача да го вратат редот и мирот онака како што треба да биде. Сите оштетени бараат од надлежните служби да ги откријат сторителите и да постапат според законските одредби поврзани со Законот за безбедноста на граѓаните и нивниот имот.